Земјоделскиот институт пред самиот старт на жетвата изготви нова производна цена за пченицата по барање на производителите. На тој начин нема да се повторува праксата од минатите години кога работите на земјоделците резултираше со загуба. Децидни се од националната мрежа за земјоделци. Година, за разлика од минатата година, очекува малку подобри приноси и по квалитет и по квантитет. Меѓутоа, цената што се нуди моментално, што се калкулира е многу минимална, што не ги оправдува ни производните растоци. Ради тоа ние, значи, како Национална земјоделска мрежа, ќе се организираме и преку надлежните институции, некои референтни институции, да утврдиме која е таа производна цена и врз основ на производната цена мораме, значи, да се договараме со купците околу откупната цена. Значи, нема да дозволиме да биде тоа стихинен откуп без некоја економска рентабилност за житариците. Земјоделците минатата година производството на 1 килограм пченица ги чинеше 19, а откупачите им ја земаа за 10 динари по килограм. Всушност тоа е причината што ова лето се жнеат и помалку површини, но недостатокот од житни култури станува глобален проблем. Значи, сите анализи, сите аналитики покажуваат дека во светот поради тие климатски промени, поради тие елементарни непогоди имаме драстично намалување, значи, на жетвата и се очекува оваа година да се има голем дефицит на житарици, така да моментално имаме раст на житариците, а се очекува да расте побарување да растат се повише и повише, за тоа автоматски се зголемува и откупната цена. Годишно во просек македонските земјоделци произведуваат околу 250.000 тони пченица. Овие приноси не се доволни, па за да се покријат основните потреби на населението, пченица увезуваме од странство.